Добар ден, дневник на К3. Велика сабота е денот меѓу смртта и воскресението меѓу петок и Великден, денот што ги спојува распнувањето и радоста. Православните верници ги прават последните подготовки пред вечерашното прославување на најголемиот христијански празник Великден. Денешниот ден Велика сабота според христијанското учење е ден на свештен трепет пред Христовото воскресение, кое точно на полноќ ќе го означат биењето на камбаните и радосниот восклик Христос воскреса. Вечерва се оди во црква каде што секој носи црвено јајце. На полноќ сите присутни со песната Христос воскресе 3 пати ја обликолуваат црквата. Во црквата се останува за големата литургија, а потоа се причестуваат. Празникот на Христовото воскресение Великден е празник на љубовта и мирот. За христијаните Великден е триумф на животот над смртта и доброто над злото, ден кога Исус Христос воскреснал од мртвите по неговата смрт со распнување и ја докажал божествената моќ. Велика сабота е ден на покојот. Денот на големиот покој е времето кога Христовото тело е во гробот. Покојникот е внатре од вчера. Ова е втор ден на нашата жалост, тага и молк. Ова е денот на оплакувањето на покојникот. Тогаш мајка му, Пресвета Богородица, и жените мироносици по погребението го оплакувале Господа Исус Христа. Денес се изразува тага, болка и жалост на Пресветата Богородица. Велика сабота е определена како ден за чување на гробот. Денеска верниците се крај Христовиот гроб се поклонуваат пред плаштеницата на која е представено телото Господово при погребението и положено во гробот. Ова е ден за прославување на неискажливата љубов од Богочовекот кон луѓето. Подготовките за празникот во тек, маркетите и кошничките полни, се пазари буквално се од месо до пијалоци, од колачи до ситници и за Великден и за првомајскиот пикник. Маркетите одлично снабдени, кумановци не штедат. Годинава и цената на свинското месо е пониска во однос на минатогодишната. Еве каква беше сликата низ кумановските продавници и маркети ден пред Великден. Привршуваат подготовките за Великден, маркетите полни врие како во кошница, трговците задоволни од остварениот промет, кумановци купуваат и за Великден и за денот на трудот. Богата великденска трпеза значи и трошок и до 5000 денари, велат домаќинките, месо, свинско или јагнешко, торти, ситни колачи, различни салати, пијалоци. Трошат сите, секој согласно можностите. Свечениот ручек, сигурно дека ќе биде печено јагнешко, сармици, пити, со сирење, со предјадења, торти, ситни колачи, така да од се по нешто ќе се најде на нашата трпеза. Се купуваат и за Великден, мислам, па се купуваат и редовни намирници, така да строго великденски колку ќе биде цената на потрошувачката, не би можела да ја одвојам и да ја кажам. Да ви кажам 6000 денари малку ми се. Јагнешко, плюс тоа и 1 мај традиционално се излегува на излет, се поклопи, скара нешто така. Па нешто благо, па пивце, па сок, што да ви кажам, и за внуци спремаме исто така. Пари најмногу одат за месо и пијалоци. Трговците се задоволни, велат навреме се снабдиле и подготвиле за Великден. Скараџиите децидни, место за нарачки веќе нема. Ќе почне зголемување на потрошувачката, затоа што производите има преголем број на производи во маркетот, така да ќе има и сигурно поголема посетеност на потрошувачите. Да. Па најмногу зелјанчики, кебапчики, плескавички, се иде роба, се што е изложено, се троши на стекче, исто батаче, ржичи од свински, джигерчики исто, мрамица. Сега има нарочка до недела, се понос. Годинава свинското месо се продава по пониска цена во однос на минатогодишната и се движи 80 денари за килограм. Ниската цена ја зголеми потрошувачката, особено сега, пред Великден. Заради пониски цени на свинско месо е зголемена потрошувачка на свинското месо. Додека јагнешкото месо у моментот заради великденските празници е зголемена побарувачката, меѓутоа во однос на периодот од лани има мал пат на побарувачката на јагнешко месо. Кумановските компании од прехранбената индустрија велат дека граѓаните од североистокот и овој пат повеќе се снабдувале со свинско наспрема јагнешкото месо. За извоз, еве ние како представници кланица, бројот на јагнешко месо, значи немам извезување на јагнешко месо поради ниските цени на странскиот пазар. Меѓутоа сепак доминира порастот и потрошувачката на свинско месо како една од позастапените, да кажеме, позастапено на нашата домашна трпеза.
Намалувањето на цената на свинското месо има и на европско ниво и во соседството, например во соседна Србија, каде што енормно е намалена цената на свинското и според експертите, овој тренд ќе продолжи и во наредниот период. Богатите велигденски трпези се најчеста причина за прејадување кој може да предизвика здравствени потешкоти. Да не се претерува со конзумирање на велигденски јајца и храна од животинско потекло, но и да се избегнува масна храна во комбинација со црвено вино. Да се конзумира почесто, но помалку храна, препорачуваат лекарите. Внимателно со храната од богатите велигденски трпези, бидејќи по неколку неделните пости наглото прејадување може да има сериозни последици по здравјето, апелираат докторите. Пациентите со срцеви заболувања да избегнуваат масна храна, а оние со диабетес да не консумираат сладки работи, да не се претерува со консумирањето на велигденските јајца и храна од животинско потекло, да се консумира почесто, но помалку храна, препорачуваат лекарите. Па овие празници сега што идат, може да кажеме како тешки празници, со обзир да се премногу јаде, се јаде секаква храна, мрсна, салати, благо, се меша храната, солено, благо, кисело. Така да ведено општа препорука би било да се избегнуваат мрсни јадења, салатите да се мијат убаво, да се конзумира може почесто, по помалку храна, да не се претерува во оброците. Лекарите апелираат до верниците за големиот христијански празник Великден да не претеруваат и со алкохолот, бидејќи како што велат нивните тимови најмногу работа имаат по прославата во раните утрински часови. Посебно е зголемено на празниците, верските празници, после идат исто на албанската популација, така да и тогаш имаме зголемен број. Еве сега христијанскиве празници како Великден исто може да се очекува зголемен број. Министерството за здравство ги потсети граѓаните на вообичаените препораки за умерено консумирање храна и алкохолни пијалоци и за време на првомајските празници, со цел избегнување појава на здравствени потешкоти. Возењето во алкохолизирана состојба е забрането и опасно по животот на самите возачи, нивните сопатници, а представува потенцијална опасност за сите останати учесници во сообраќајот. Совесно и одговорно однесување ќе овозможи пријатно и мирно одбележување на празниците. Здруженијето Ротаракт клуб Куманово по повод христијанскиот празник Великден на градскиот плоштад организираше хуманитарна акција, насловена како Креирај подобро утро, донирај од срце. По повод предстојниот христијански празник Великден, Здруженијето Ротаракт клуб Куманово организираше хуманитарна акција, односно хуманитарен базар, кој носи наслов Креирај подобро утро, донирај од срце. Членовите на Здруженијето на градскиот плоштад во Куманово поставија штанд со бојадисани великденски јајца. Фарбаме јајца и овие јајца ги продаваме по цена по која луѓето сметаат дека треба да остават, значи нема фиксна цена, а сите донирани средства ќе бидат сите собрани средства ќе бидат донирани на основното училиште Браќа Миладиновци, тоа на оние паралелки каде што учат децата со посебни потреби. Со цел да се подобрат условите во кои деца учат, значи работните простори на ова училиште. Инаку ова акција се спроведува втора година поред и според нив кумановци се хумани луѓе. Тие досега имаат спроведено повеќе вакви слични акции, секако од хуманитарен карактер. Ротаракт клубот е здружение каде членуваат луѓе од 18 до 30 години со различни профили и професии. Остануваме на темата хуманост и помош. Хуманитарното здружение Крепост посети 40 социјално загрозени семејства по повод христијанскиот празник Великден. Акцијата се состоеше од донирање на јајца, овошје и зеленчук, унаму каде што таа е потребна. Како и сите претходни години, хуманитарното здружение Крепост не ги заборави најсиромашните и болните на ниво на општина Куманово. За време на Великденскиот пост, здруженијето организираше 40 акции и ги посети оние каде што помошта е најпотребна. Со донации и на физички лица и на неколку помали фирми во Куманово и преку нив финански средства и донации во јајца и прехранвени производи. Израдувавме преку 40 семејства и ја збогативме нивната великденска трпеза, така да сите торжествено да можеме да го дочекуваме Христовото воскресение Великден. Крепост како хуманитарно здружение постои од октомври 2014 година. Секогаш најголем акцент ставаат на големите христијански празници како Божјот и Великден, кои ги посетуваат загрозените семејства. Нашата организација има луѓе од различити профили, значи од
да не кажам од обични работници до луѓе кои работат во државни институции. Истите донираат, се организираат, помагаат, нели како во финансиски донации, доколку ми треба помош преку нивните профили, преку нивната дејност, преку она што го вршат, преку нивното занимање. Значи помагаме оноliko колку што можеме и верувајте дека никој од нас ова не го прави со цел да за свое лично задоволство, туку едноставно кога ќе ги видиме овие луѓе на улица или кога ќе ги видиме како минуваат некаде, спијат по десетина луѓе во една просторија, немаат основни услови за живот, немаат струја, немаат вода, сметам дека секој од нас има и обврска и морална одговорност да им помогне, и тоа сите ние го правиме. Крепост е отворена организација каде што секој може да пристапи и да си ја покаже својата хумана страна. Кумановец во Ауди криумчарел мигранти. Мешовит патролен тим од македонската и хрватската полиција го открила кумановецот кај Смоквица. Министерството за внатрешни работи денеска соопшти дека вчера во 17:20 часот по претходна дојава дека на автопат во близина на село Смоквица во неколку возила се превезуваат мигранти, мешовит патролен тим составен од македонска и хрватска полиција се упатил кон местото, пошто откако пристигнале на место викана станица Клисура било запрено Ауди со кумановски регистарски ознаки управувано од 20 годишен кумановец ФЈ. Тој побегнал, но по кратко време бил фатен од полицијата, додека останатите возила продолжиле да се движат на Кајдемир Капија. Во возилото биле откриени 5 илегални мигранти од Авганистан, кои се приведени во полициската станица Неготино. Околу 18 часот од страна на полициската патрола во реонот на село Клисура, односно на околу 2 километри над селото во планински предел, пронајдени биле празни 3 возила, во кои претходно се превезувале мигранти. Се работи на откривање и пронаоѓање на возачите кои ги управувале возилата, а против ФЈ по целосното расчистување и документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов по повод големиот христијански празник Воскресение Христово Великден упати честитка до сите православни христијани, како и до сите верници на Евангелско-методистичка црква во Република Македонија. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов по повод големиот христијански празник Воскресение Христово Великден упати честитка до сите православни христијани и до сите верници на Евангелско-методистичката црква во Република Македонија. На овој голем христијански празник, кога ја славиме победата на животот над смртта, се присетуваме дека токму почитувањето на христијанските вредности и верата го зачуваа народното битие и македонското духовно наследство. Со животот и религиското почитување придонесоа за зацврстување на меѓуверскиот диалог во земјава. Наша должност и во иднина е да ја пренесеме пораката за вистината за верата која ја живееме, да ги чуваме и да ги почитуваме традиционалните вредности, да бидеме поцврсти и поединствени, јакнејќи ја солидарноста, праведноста и добрите меѓучовечки односи. Честитајќи ви го овој голем христијански празник, ви посакувам добро здравје, благосостојба и духовен мир. Великден го празнува животот од кој се раѓаат љубовта и надежта, како символи на победата над смртта. На верниците од православна вероисповед и на верниците на Евангелско-методистичката црква им посакувам верба во срцата, меѓусебно почитување, разбирање и заемно помагање, вредности кои мора да бидат секојдневно присутни во живеењето на сите граѓани. Христос воскресна, навистина воскресна, стои во честитката од председателот Иванов. Во предвечерието на Великден на Велика сабота, Унијата на жени при Општински комитет ВМРО ДПМН Крива Паланка на символичен начин им го честита празникот на сите граѓани. Ден пред Великден на Велика сабота, Унијата на жени при Општинскиот комитет ВМРО ДПМН Крива Паланка на символичен начин им го честита празникот на сите граѓани. Беше поставен штанд со великденски украсени јајца кои им ги делеа на минувачите. Унијата на жени на ВМРО ДПМН Крива Паланка по повод великденските празници денеска на Велика сабота имаше штанд на великденски јајца кои што самите ги вапцувавме и изработувавме и кои што денеска ги подарувавме на сите граѓани на Крива Паланка. Со тоа сакаме да им укажеме внимание и да им посакаме среќни великденски празници на сите граѓани. Поддршка на акцијата искажа и председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Крива Паланка, упатувајќи желби за среќни празнични денови во секое семејство.
Председателот на владата на Република Македонија за спроведување на изборите Емил Димитриев по повод големиот христијански празник Христово воскресение Великден испрати честитка до поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, архиепископот Охридски и македонски господин Стефан. Христосовото воскресение на сите христијани им го честиташе и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Ваше блаженство, дозволете ми во мое лично име и во име на владата на Република Македонија, вам на членовите на Синодот на Ценетото свештенство и монаштво, како и на сите православни верници во Македонија и во диаспората, да ви го честитам најголемиот христијански празник Великден и да ви посакам величенствено великденско празнување, се вели во честитката од Димитриев. Овој празник се додава е суштина на христијанството и силна потврда на верата во Бога. На овој ден смртта со смрт е победена, големиот чин му даде силна утеха на човештвото. Да празнуваме во мир и да се радуваме на големиот празник, да бидеме чисти пред себе и пред нашиот Бог. Нека Бог е со нас, со нашиот народ и со нашата држава, да ни дарува мудрост, но и единство, солидарност која ни е потребна во овие мигови, да се вратиме на патеките на напредокот и да продолжиме да градиме и создаваме заеднички силно за нашата заедничка татковина, се истакнува во честитката од Димитриев до поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан. Ваше блаженство, со голема чест и радост во мое лично име и во името на ВМРО ДПМН, вам на членовите на Синодот и на сите православни верници од Македонија и диаспората, ви го честитам големиот христијански празник Великден и ви посакувам мирни и благословени празнични денови, се вели во честитката од Груевски до поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан. Денот на Христосовото воскресение се потенцира е ден кој со векови наназад е водилка и подкрепа на секој верник и на сите христијани во светот, да се заблагодариме на Бога за неговата милост и со радост да примаме вест за воскресението Христово, да се помолиме на Бог и да си посакаме и во иднина да биде блиску до нас, до нашиот народ, до нашата татковина. Нека Бог не чува и биде со Македонија, се додава да си го зачуваме она што е наше и она што нам ни припаѓа, се вели во честитката на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Европскиот парламент почна процедура за создавање на заедничка европска листа на безбедни земји. Хакери на Исламска држава им се заканија на илјадници жители на Њујорк. Од денеска поевтини цени за роаминг во Европска унија. Вести од светот. Европскиот парламент почна процедура за создавање на заедничка европска листа на безбедни земји во своето соседство, каде треба да се најдат 7 држави, односно целиот регион на Западен Балкан и Турција. Ако се усвои листата, тоа би значило дека граѓаните на тие држави нема да можат да добијат азил во земјите членки на Европската унија. Европскиот парламент за тоа се надева дека со листата ќе се намали притисокот од барателите на азил во земјите членки на Европската унија. Според податоците на Frontex, само минатата година и само од Косово во Европската унија пристигнале и побарале азил 24.000 луѓе. Иницијативата е во зачеток и се очекуваат полемики кои и како ги исполнува критериумите за да се најде на листата. Група хакери поврзани со Исламска држава на интернет објави листа со илјадници имиња на жители на Њујорк и ги повика своите следбеници да ги нападнат, изјави неименуван извор од Американската служба за безбедност. Тој посочи дека не верува и станува збор за кредибилна закана, но федералните агенти и полицијата во Њујорк се во контакт со поединци од листата. Специфичните оперативни мерки и прашања поврзани за истрагата, FBI рутински ги информира поединците и организациите собрани во текот на истрагата, што може да се свати како потенцијална закана, се наведува во сопштенијето на Федералното истражно биро. На листата се имиња, куќни интернет адреси на 3600 луѓе од Њујорк. Цените за телефонирање и пренос на податоци во Европската унија од денеска ќе бидат поевтини, а на 15 јуни целосно ќе биде укината наплатата на роуминг и телефонирање во странство и ќе чини колку и на домашниот пазар, објави Европскиот парламент. Известувачката на Европскиот парламент за единствен телекомуникацијски пазар Пилар дел Кастилјо Вера порача дека 30 април е извонреден ден за потрошувачите, кои ќе имаат речиси 4 пати поевтини цени на роумингот за пренос на глас, податоци и пораки. Ова е последниот чекор кон целосното окинување на наплатата на роуминг во јуни 2017 година, додава Дел Кастилјо. До 14 јуни 2017 година ќе трае транзицијскиот период во кој компаниите ќе можат да нудат услуги за мала дополнителна цена во споредба со цените на домашните малопродажни пазари.
Кошаркарите на Куманово забележаа важна победа на гостувањето против Работнички и победоа во четвртфиналната серија со 2:1. Победникот беше решен во последната четвртина кога кумановци направија недостижна разлика, која домаќините немаа сили да ја стигнат. Одлична игра на Куманово во вистински момент во четвртфиналната серија против Работнички, откако се губие во првиот напревар, избраниците на Србиновски, свесни дека доколку го загубат и овој напревар, може да го доведат во прашање пласманот во полуфиналето. Поради тие причини, првите две четвртини Куманово ги одигра во грч и му дозволи на Работнички да го реши првиот дел во своја корис. Меѓутоа, во продолжението проработи Костовски со серијата тројки, а се приклучија и Трајковски и Симоновски. Токму до овие тројце беа најзаслужните за победата на Куманово, која најверојатно ќе го трасира патот кон полуфиналето и дуел со екипата на Карпо Соколи. Сепак на третиот напревар во Куманово, Костовски и другите ќе треба да забележат победа со која ќе заврши оваа четвртфинална серија. Во Куманово капитенот Костовски офрли 21 поен, од кои 6 тројки. Трајковски повторно беше одличен со дабл-дабл учинок, 16 поени и 12 скокови, а Симоновски се врати во форма со реализација од 13 коша. Во Работнички се истакна Марковски со 17 и Чековски со 14 поени. Ракометарките на Куманово во третиот меч од плей-офот не успеа да слават победа, овој пат против екипата на Вардар 2. Домашниот тим доживеа пораз од фаворитот со 27-23, но со прикажана игра не ги разочара навивачите и пружи силен отпор на реномираниот противник. Одличен напревар одигра ракометарките на Куманово и во вториот тим на Вардар, кој можете да го видите вчера низ директен пренос на нашата програма. Домашниот тим во првото полувреме одигра одлично во одбраната, а во нападот ги имаше расположените бекови Пеоска и Боризовска, кои беа ефикасни. Вардар во тој период од мечот не беше на вистинското ниво и со тешки маки успеа на полувремето да замине со предност од 13-10, благодарејќи на грешките на домашниот тим. На почетокот на вториот дел Вардар направи серија и поведе со 7 голови разлика и практично го реши мечот. Во продолжението Куманово се обиде да ја стигне предноста во еден момент намали на 4 голови, но тоа беше се што направија домаќинките. Причините за поразот на Куманово лежат во многуте технички грешки направени во текот на целиот напревар, кои гостите максимално знаеа да ги искористат. Креаторот на играта Боризовска и покрај поразот е задоволен од играта на својот тим. Дадовме се од себе. Сепак тие има добра клупа, на нас тоа не е недостаток и изигравме најдобро што можеме. Се надам дека овој пораз нема да ве обескраби, ќе продолжите понатаму да играте, доаѓаат оние клучни напревари со Прилеп, со Пелистер, тука треба да ја бареме нешто што. Секако доаѓа екипата на Пелистер, треба да дадеме тука се од себе, мислам дека сме достојни и дека ќе изиграме како што треба. Секако тоа ни и целта да се задржиме на таа четврта позиција, што значи и пласман во Европа. Како што кажав, ни доаѓа надпреварот со Пелистер, Битола, тука ќе се надам дека ќе доминираме ние. Во екипата на Куманово на голот блескаше Бисера Паскал со 10 интервенции, а со ефикасноста се импонираше Викторија Пеоска со 11 голови, додека Боризовска постигна 5 голови. Во тимот на Вардар се истекна бекот Керемичиева со 7 голови. Во следното коло ракометарките на Куманово ќе се сретнат со Пелистер во Битола. Атлетскиот клуб Куманово зема учество на меѓународниот надпревар во Бугарија. На овој надпревар учествуваа Сања Тимчевска, Милан Велјковиќ и Матеја Ефремовска, која се закити со медал. Освои трето место во атлетската дисциплина фрлање на диск. Атлетскиот клуб од Куманово настапи на меѓународен атлетски митинг во Бугарија. На овој митинг настапија нашите атлетичари Сања Тимчевска, Милан Велјковиќ и Матеја Ефремовска. Беа состапени сите атлетски дисциплини. Станува збор за надпревар од сениорска категорија, на кој иако времето беше неповолно, за надпреварувачите постигнаа добри резултати, а Матеја Ефремовска освои трето место во фрлање на диск. Конкуренцијата беше силна, бидејќи ова беше и прв сениорски надпревар надвор од државата, значи меѓународен. Имаше од различни земји надпреварувачи. Задоволна сум, но мислам дека да беа подобри временските услови, да не беше толку силен ветар, мислам дека и подобар резултат ќе постигнав. Освоив трето место. Мислам дека до последната серија бев втора, но во последната серија го изгубив второто место.
Започна сезоната атлетски митинг во Скопје, каде атлетичарите на Куманово настапија со тркачки, скокачки, фрлачки дисциплини. Учество зема и Матеја, па се надеваме дека и оваа сезона ќе постигне уште многу успеси и медали. Во продолжение на овој блок спортски информации, вестите од меѓународен спорт. Джани Де Бјази е најсериозниот кандидат за наследник на Антонио Конте на селекторската функција на италијанската фудбалска репрезентација, откриваат медиумите на Апенините. Челниците на федерацијата веќе имале начални преговори со стратегот кој од 2011 година е на кормилото на селекцијата на Албанија и успеа да ја одведе на престојното Европско првенство во Франција. Де Бјази ќе ги преводи албанците на Европското првенство, а потоа би требало да подпише 4-годишен договор за да седне на клупата на Азурите. Конте по Европското првенство 2016 година заминува од кормилото на Италија и ќе му се посвети на англискиот премиер лига с Челси. Италија се наоѓа во групата заедно со Македонија во квалификациите за светското првенство 2018 година, што ќе се одржи во Русија. Кинескиот клуб Гвангжу Еврегранде тргнува по нова акција за ангажман на супер квалитетен фудбалер. Тие се заинтересирани за бразилскиот интернационалец Вилиан од Челси и подготвени се да платат 75 милиони евра. Иако и на Роман Абрамовиќ парите не му значат премногу, сепак ова е понуда за која дефинитивно ќе треба добро да размисли, повеќе од примамлива за да го испрати бразилецот во далечната Кина. Челси на Вилиан му нуди нов договор со неделна плата од 120.000 фунти, но кинезите се подготвени да му дадат и двојно повеќе, само да го доведат во своите редови. Следната сезона Челси нема да игра во Лигата на шампионите, па тоа е уште една причина повеќе и самиот фудбалер да размисли за можноста да ја напушти Англија и да се пресели во Кина. Челси во јануари веќе продаде еден свој фудбалер во Кина, бразилецот Рамиреш, си замина од Стенфорд Бридж и својата кариера ја продолжи во дресот на Џиангу Сучинг. Времето денес променливо облачно и релативно топло. Попладне и во вечерните часови, почнувајќи од запад, ќе има врнежи од дожд, кои локално ќе бидат пообилни со ретки грмежи. Со информацијата за временската прогноза го завршуваме вториот дневник за денес. Останете со нашата програма и пријатно попладне.